Еве повторно во оној дел гостински од нашето студио во кој што говориме ова утро за убави нешта, ден пред почетокот на новата учебна година. Наша гостинка на задоволство на сите е професор Виолета Наумовска, жена која што непрестано ги надминува своите можности и е првата кај нас која што ја искреира првата едукативна интерактивна мобилна апликација за човекови вредности на македонски јазик. Честитки и добре ни дојдовте во утринската Алфа. Ви благодарам и за поканата и за честитките за нашето дело. Јас многу се израдував кога вашата и моја заедничка наша пријателка Тања ми ја препрати пред месеци нешто апликацијата. Иако не сум дете, се израдував како да сум дете, затоа што знам колку е важно на македонски јазик да им нудиме вакви можности во паметните телефони кои дечињата ги имаат од најмала возраст, но за жал не ги користат во едукативни цели. Еве за почеток кажете ни како дојдовте на оваа идеја? Па идејата има прапочеток во моите книгички, односно изразување на хартија, што е можеби во некоја смисла и подостапно и попријатно за дечињата, барем некој време беше. Тоа се врзува со 2010 раѓањето на мојот внук, кога видов дека литературата за деца не се многу сменила од времето кога моите деца беа мали, па си реков ајде да земам јас нешто да напишам. Така 2012 излезе првата едиција Облачиња, 2013 Шумски приказни, потоа се редеа Чудесни приказни, па Раскази за деца Огне, па друга Време за желби, меѓутоа стихови за возрастни и така. Значи прапочетокот е тамо. Некако и под сугестија на мојот син кој во тоа време патуваше низ светот, а и јас така чувствував дека треба да си ги задржам правата, иако имав доста понуди за соработка од издавачките куќи, и еве 2018 веќе созреа идејата на некој начин, и тоа благодарение на син ми кој што гледаше нешто поголемо од ова книшкото представување. Се разбира, тоа оди со младоста, со возраста, поинакви перцепции. И се створи зародишот на апликацијата Добри деца, прва едукативна, интерактивна апликација за човечки вредности наменета за деца. Интерактивна затоа што апликацијата дава можност и детето да учествува во авантурите на главниот јунак, да му помага. На почетокот е тоа, бидејќи апликацијата е за деца од 2 до 7 години, и поголемите се занимаваат со некои од игриците, ама главно е од 2 до 7 години. На почетокот се помали задачи, поедноставни, меѓутоа понатаму веќе се соочува детето со носење одлуки, сугерирање на главниот јунак што да направи. И така, мислам, главната поента е тоа, интерактивноста. За да се задржи фокусот, вниманието, она што им фали денес на децата, трпението да се зголеми, низ содржините, емпатијата. А и целта е, се разбира, да се изучува и јазикот, нели? Се разбира да се изучува и јазикот, изразниот јазик, значи изразување на чувства, на емоции и така натаму. И таа е на македонски сега, наскоро ќе излезе и на албански, на германски преведена, на англиски сигурно. Што велат досегашните искуства, реакции? Доста кратко време ја има. Да, доста кратко. Колку се расшири помеѓу децата? Па, доста кратко рековте, на Play Store е ставена. Иначе може преку Facebook страната на Добри деца да се дојде до линкот. Па, ова што јас сега го имам како сознание од мои најблиски. Значи, ние работиме на тоа да имаме пошироки сознанија и секако имаме во план и други апликации да изготвуваме, така да влијанијата од децата ќе бидат прифатени, затоа што ова е производ за нив. Јас сум секогаш за тоа прашај го тој на кого нештото му е наменат. И па еве едно нешто ќе ви кажам најинтересно. На една моја пријателка, внучето Тео, и баба му вика, ај кажи на баба Вики што затоа што овдека има подолги игрици, кратки игрици и има сонувалки. Сонувалките се препорачливо пред спиење, а може и преку ден, кога сака детето да се смири, треба да се смири така, се со добра мисла и добра порака. Значи не само музиката и така да се успие, него со што го испраќаме во сонот. Да. И сонувалките стварно јас ги преслушувам, мене не ми е доста, и Малиев ми вика, епа уште сакам сонувалки да напишеш, баба Вики, уште, таму има 10, сега ќе ставиме уште неколку.
затоа што еве да споменам и тоа дека апликацијата ќе се апдейтира во текот на годината неколку пати. И јас му викам, па добро Тео, а зошто не бараш од Црвенка па продолжение, те там, не сакам, од твоите сакам, не сакам Црвенка. И тоа за мене е една голема награда, значи и јас не ја сакав Црвенка, па и сите тие книги не ги читав на моите деца. Мене ме растажуваше и ме заплашуваше Црвенка, па ете тоа е. Значи, баби, дедовци, кога баба Вики можете и вие. Тука сум на оваа камера. Што треба да направите? Речи си сите, не верувам дека има некоја баба, освен некои баби, кои немате веќе во раце паметни телефони, што треба да направат? Треба на Play Store да ја побараат. Да ја побараат, да. Со кириличен фонт? Со кириличен фонт, јас би ги упатила на Google само да напишат добри деца кирилично и ќе излезе добри деца Good Kids и ќе се поврзат со Facebook страницата на добри деца. Тука развиваме и едукативна платформа и ќе го видат линкот и ќе се поврзат. Таа може да се види во дел, значи уводно за да се запознаат што е, потоа може да си ја симнат. Таа е со годишна претплата од $9.9 и ви реков 3 пати најмалку ќе се апдейтира во текот на годината. Мислам и сумата е таква колку ете да се има чувство дека нешто се купило, дека нешто се купило. Секоја чест, Вики, браво. Она што пред ерата на паметната технологија го правевте, како што рековте, се бројните едиции, книгички за деца, сликовници. Ние верувам дека ќе имаме можност на двајца гледачи на крајот на разговорот, некаде околу 8:25 ќе ги вклучиме телефонските линии да подариме 2 сликовници. Еве тоа ќе биде одличен еден подарок за вашите дечиња, внучиња, сите оние кои што поаѓаат од утре во градинка или можеби во прво оделение, знаеме дека денеска децата во прво оделение и не ги форсираат премногу на читање и пишување, едноставно на игри и на навика на работни и општи навики во животот. Речи си целиот работен век, Вики, го поминавте во образование. Јас сум по вокација професор по математика. Има и нешто математичко во сите мои пишувања, значи има експлицитност, има јасност. Јас кога ги пакувам пораките се такви да може да си ги распакуваат децата и одма да ги применуваат. Иначе, скоро сите скопски градинки ги користат и ме израдува што и после 10 години еве бе во Кочо Рацин гостинка пред кратко време кога ги гледам моите книгички. Значи овие книгички ги издржале рачињата на дечињата 10 години и учителката ми рече дека секое утро побаруваат прво некоја од нив, зашто овие јунаци го живеат животот на децата всушност. И децата може да се препознаат, па и да си предизвикаат промена во себе и се. Инаку, осем во Скопје и во Велес, и во Куманово, и во Штип, некои градинки работат. Јас сум многу среќна со тие искуства, имаме посети, со децата во градинките сме изработували заеднички сликовници, со нивни цртежи. И сега планираме по искуствава што ги добивам информациите од корисноста на апликацијата, да направам работилница со децата кои веќе ја играат игрицата и она што нив им било многу интересно да го прошириме по нивна перцепција и визија, да правиме приказни со нив. Тоа е следен мој проект и веќе има кандидати за учество во таа работилница. Еве вие сте жив доказ дека човек и после завршување на активниот работен стаж може да биде уште поактивен од она што бил. Да, ама Сузана, знаете во што е суштината? Да си ја најдеш дарбата. Ова мене ми е уште пред да почнам да пишувам. Јас знаев дека ќе бидам писателка, што викав дома, писателка ќе бидам, бака ме гледа. Зборот ми е мене даден како дарба, изразувањето. И секој има некоја дарба. Ако не знае која, треба да си ја открие. Мене ми е ова најлесниот и најубавиот начин. Кога човек си го следи внатрешниот глас и кога не се плаши да излезе од комфорната зона, бидејќи ние сите сме некогаш ограничени и заробени во сопствените стравови, па што ако не успеам, па што ако сето тоа биде залудно потрошено време, пари и така натаму, а знаеме дека живееме во земја во која што немаме секогаш баш поддршка финансиска од некаде за нешто да стартуваме, туку секогаш мораме ние лично да вложиме. Така, и во мојот случај беше така. Се до сега е самостојно финансирање, меѓутоа ова ти што го спомна, во овој контекст би рекла сепак ние имаме простор да бидеме живи во животот, да си бидеме своји. Па имаме право и да сгрешиме и погрешно да инвестираме некои пари. Тоа се искуства. Лекции, тоа се се лекции. Колку успеавте да го пораснете, а гледам дека успешно сте го пораснале детето во себе и да го задржите детето во себе и на оваа возраст, и колку според математичките закони
аритметичките 1 и 1 се секогаш 2, но во животот не е така. Нели? Па детето ме расте мене, не јас него, детето си е постојано тука и јас сум многу среќна заради тоа. Знаете, кога луѓето ќе ги прашате како се и ќе ви речат, па така, константа. Тоа е како животот да здосадил, значи. Јас би го споредила животот со едно ЕКГ на срцето, значи едно умерено движење, горе-долу, тоа значи живот, тоа значи живост. И мислам, прекрасно е чувството, ма какви комфортни зони, мислам. Тоа за мене е мртвило некој. Човек треба некош да си одмори. Меѓутоа, суштината е да се биде жив во животот. Во прифаќање предизвици, превземање ризици, бидејќи во животот јас секогаш велам и повторувам дека најголем ризик е да не ризикуваш. Само човек кој ризикува може да добие и да се чувствува добро дека успеа. Па како ќе се запознаеме себе си? Апсолутно. Ако ги немаме тие прилики, промени, ги прифатиме. Да задаваме такви чекори. Добро, ќе ни кажете каде може да се најдат и вашите сликовници, книгички за сите оние кои што сакаат во ваква верзија да си ги имаат сликовниците и книгичките. Време е да ги отвориме телефонските линии на двајца наши гледачи да им подариме две книгички. Еве мечето чувар да видиме кому ќе имаме среќа да го доделиме, дали имаме режија гледач. Инаку кажете ни каде може да ги набават овие сликовници? Сликовниците доскоро ги имаше по книжарниците, сега од септември можат во Зоолошката градина, а инаку ќе можат и на едукативната платформа, пак поврзано со Facebook страницата. Наскоро ќе биде тоа. Уште не можност да си купуваат на таков начин, директно од нас. Иначе ние се трудиме до 8 септември да успееме да направиме апликацијата достапна, да може и на други апарати да се користи, вклучително и ТВ приемници. За сега тоа може само на Android, меѓутоа ете тие не се усилбите, некако си врзавме 8 септември со нашата државност и сето тоа. Ако не биде на 8, ќе биде наскоро после тоа. Меѓутоа, тие се амбициите и подготвуваме и други апликации, ќе има доста изненадувања, нека се врти тркалото, нека доаѓаат идеи. Јас тебе сега ако те гледам, ми доаѓа идеја да направиме апликација Медарката. Медарката, прекрасно. Да, ќе направиме апликација. Ние можеме да осмислиме, имаме соработник стручен. Ќе се радува, посебно затоа што сега стартува и сезоната на новиот мед за оваа сезона. Ама и за децата да научат некои работи, да. Тоа е вистински благодет. Особено заради тоа што светот се буди на таа тема и текако полага внимание и грижа за да ги заштитиме пчелите, бидејќи се рачуна, се смета дека пчелите ќе бидат во голема криза во наредната деценија. Како е луѓето? Сите сме едно, значи поддршка на сите, како да речам, живи суштества, се што е створено. Треба и меѓу себе, а и оној што е на повисока свест да поддржува и помага на другите. Имаме гледач да му дадеме збор. Добро утро, добар ден. Ало? Добар ден, повелете, кој ди се јавува? Добар ден. Ева, ка се јавам од Ресен за пчеливи што пеме мобет, неко кај нас во Ресен имат онака предаватели што се за телефони, не знам зашто се. Абе, тука 50 метра или 100 метра во круг, сите пчели се умрени. Не знам, нешто ги личи пчелите тука. Ја. Да, треба да се реагира, треба да се пријави некаде и треба да се превземат сите можни заштитни мерки, што е тоа што им смета на пчелите. Ова го слушам веќе неколку пати годинава, дека во одредени места има помор, значи се случува ваква состојба да и илјадници пчели се загрозени во дадени места од нашава земја или во дадено време од годината, така да еве, да ја подигнеме свеста и да пријавиме некаде во центрите и местата каде што навистина некој би излегол на терен и би проверил за што точно останува збор. Дали вие како гледач од Ресен имате можност да испратите некој во следниве 2 недели да ја подигне сликовницата на подарок? Не знам, немам никој во Ресен сум. Може по база почта. Така, оставете ваши податоци, ве замолувам во режијата, ние ќе се потрудиме некако да ви ја испратиме. Така. Еве, тоа беше првиот гледач. Да видиме кој имаме на другата линија, нешто за Олеја. Е втората сликовница која сакаме да ја подариме. Добро утро. Добро утро, Сузана. Добро Честитки до именјачката за напорот да се создаде оваа апликација. Не доволно разбрав, затоа што мислам дека за мене е малку
поневозможна комуникацијата на интернет со овие апликации, но сепак е добродојдено за нашите внучиња. Да, секако. Во кои што дефинитивно ќе го слушат македонскиот јазик и поздравите се најмногу за тоа што слушаат англиски, ги слушам и во нивната комуникација зборуваат на англиски, што мене многу ми смета, затоа што децата на 4-5 години може да учат, но ефектот од тоа учење ќе биде препознаен можда на 20, на 30 години кога ќе им треба. А сега меѓу нас да зборуваме на наш. Поздрав за се и посакувам добра иднина на апликацијата. Да. Да Господја Виолета, вие сте добитничка на втората стиковница. Верувам дека во следните 2 недели можете да ја подигнете вие или некој друг во ваше име. Да. А ова е една покана заедно со вашите внучиња или внуче, седно малку да се втурнете во овие современи начини, па да напишете на вашиот телефон или на компјутер или на било што добри деца, па да видите каде ќе да однесе. Па на Google само нека напише добри деца кирилично, ќе излезе врската со страница. Ви благодарам и вам за јавувањето. Знам дека многу од нашите гледачи кои се веќе во повозрасната група немаат баш некоја голема желба, може би ни време за да премногу учат одново, затоа што ова ново информатичко време на сите нас ни зададе една голема задача да се снајдеме во сите овие новини. Ама нема многу за учење, нема да програмираме. Ако треба ќе си запишеме на ливче кој се чекорите и ќе дојдеме до тоа. Знаете што по сите истражувања на секој еден на кој што тоа не му е потребно за работа, едноставно не си го комплицира. Не си го комплицира. Тоа не излегува од комфортната зона. Да. Значи, информатички алатки, да речам, се како и се друго со плюс и со минус. Ако ги користиш за тоа што треба, тогаш носат плюс. Ако ги користиш премногу и за се расплинуваш и не знам кој содржини, тогаш е минус. Околу тоа да кажам дека нашата апликација е темпирана на 30-минутно играње дневно. Значи нема му се најавува на детето, да, и веќе нема што да инсистира кај родителот и така натаму. 30 минути. Со тоа што ако во некоја друга игра поминале 30, се сочекува да ја доврши за да не предизвикаме револт. Тоа ме потсети на времето им ги прекинуваат цртаните на децата на сред заради вести ова, јас се нервирав како возрасен и го ставивме тој елемент тоа да доврши, почите тоа кон децата, доврши ја играта и готово, а со новалките можат колку сакаат да ги слушаат, значи кога сакаат да одмараат, да кулираат или на спиење, со новалките се неограничени бидејќи ги смируваат, даваат добри мисли, добри пораки. Една топла препорака од мене како пејач кој цел живот се занимава со музика и како некој кој работи со деца, и тоа со секаков вид на деца во различна возраст и со различни состојби. Морам да напоменам дека многу е важна и музиката да се вметне, сонгови и песни. Еве ќе го кажам на македонски, се извинувам што употребив странски немакедонски збор, песни, песнички, кои што вистински толку пријатно и терапевски делуваат на детската психа, дури и понекогаш ги мотивираат на нешто убаво, но не песни кои ќе ги растажуваат или на некаков начин ќе ги прават да се чувствуваат лошо. Сузана, што и да им сервираш, да му сервираш на детето, нека има малку и тага и се, но крајот треба да биде добар, треба да биде позитивен, со позитивна порака, среќен. А ние имаме во игрицата Зајчица Лапачковска рапување. Многу е лесно ако се сака да се подаде другарски рака и таму за другарството се пее. Значи го имаме тоа ти што го препорачуваш и така. Браво, Вики, секоја чест се радувам што има вакви луѓе како вас кои се и во било кое доба од животот се едно големо и радосно дете кое што знаело како да го сочува детето во себе и да ја шири таквата една убава радосна енергија околу насекаде, бидејќи велат дека ако нешто не ти е јасно во животот, прашај некој мало детенце, се ќе ти објасни. Те имаат толку едноставен и лежерен начин да ги поедноставуваат нештата и да го гледаат светот низ нивните очила, што нам на возрастните... И кога сакаат нешто не се откажуваат, за разлика од нас возрастните. Ние брзо се откажуваме. Се претвараме во едни ликови кои забораваат да се смеат, забораваат да се радуваат и забораваат вистински што е најважно во животот. Нек се дружат со деца. Така, ви благодарам многу што дојдовте, не потсетивте на една многу важна животна лекција, да се биде дете и да
да се создаваат убави нешта на македонски јазик, како што го правите вие. Тоа верувам дека многу баби и дедовци ќе се охрабрат заедно со нивните внучиња на нивните телефони да напишат добри деца на македонски јазик и да видат каде ќе ги однесе. Така, ќе ги однесе на правото место. Многу среќа со сите следни Ви благодарам. надградби на оваа апликација која треба да внесе многу радост во детските животи.